ТВ21 ексклузивно го обезбеди документот со 8 забелешки од Комитетот за светско наследство на УНЕСКО за Македонија. Во него на само едно место се спомнува автопатот за коридорот 8. Државата членка Северна Македонија да достави до Центарот за светско наследство за разгледување од страна на советодавните тела предфизибилити студија за алтернативна траса на железничкиот коридор 8, детални студии и проценки за опциите за трасата на автопатот од коридорот 8, како и придружни проценки на влијанија за поединечните проекти, пред да се донесат какви било неповратни одлуки и при тоа да се суспендираат сите активности во рамките на проектните области, се додека не се завршат и разгледаат процените. Премиерот Мицкоски изјави дека делот Требениште Струга Ќафасан нема да остане неповрзан, но не нагласи дали ќе биде автопат, магистрала или пат во сегашниот формат. Тој направи паралела со сегментот на границата со Албанија, тврдејќи дека и од Ќафасан кон албанска територија коридорот 8 нема да биде автопат ниту магистрала. Да, има проблем кој што го истакна УНЕСКО. Ке знаеме во јуни конечно што ќе се случува. Денеска и вчера е министерот Муцунски во Париз на разговори со највисокото раководство УНЕСКО. Тие ќе дојдат во Македонија. И доколку таа траекторија која што ја предвиделе се уште ќе биде спорна за УНЕСКО, ќе бараме друг начин. Апсолутно дека граѓаните нема да останат неповрзани. Но исто така добро е да го постават ова прашање и на албанските политичари. Не во Македонија, во Албанија. Затоа што таму автопатот нема да биде до Ќафасан. Нема да биде ни експресен пат. Туку ќе биде на 20 до 25 километри пред Ќафасан. Бајрам Реджепи од ДУ изјави дека за саботажата на автопатот на последниот сегмент кон Албанија се гордеат српските функционери во Белград, цитирајќи бугарски медиум. Интересат janë të gërshetuara edhe Serbia ka interes vital që mos ndërtohet koridori 8, përkundrazi ato insistojnë me shumë interesim që të ndërtohet pjesa e koridorit 10, do me thënë hekurudha e shpejt, që do ta lidhte Beogradin me Selanikun. Ju e keni pa me siguri se ditëve të fundit në një portal, në një gazet shumë prestigjioze bullgare, në BGNES, citojnë funksionar të lartë sërb, të cilët po lavdrohen ditëve të fundit se kanë sabotuar dhe koridori 8 nuk do të ndërtohet. Kjo është shumë shqetësuese dhe ky fakt duhet të na skandalizojë të gjithëve. Инаку пред еден месец представници на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во Париз на средбата со 4 наши министри и 2 градоначалници дале 8 забелешки за заштитените зони на Охридското езеро, од кои само една се однесувала на автопатот на коридорот 8, а останатите на дивоградби покрај езерото. Нашите власти не ја нагласуваат забелешката за другиот автопат Охрид-Кичево, сегмент кој исто така минува низ заштитена зона. Во меѓувреме, од албанската страна работите продолжуваат за поврзување на коридор 8 со автопат кон граничниот премин Ќафасан, иако и на соседот УНЕСКО му дал слични препораки за работите во заштитената зона на Охридското езеро. Се очекува и граничните објекти на Ќафасан да се прошират од двете страни.